Добро вечер. Нова дневна доза на Рапорт со Јофе. Се дружиме секоја вечер додека трае кампањата за парламентарните избори, исто како што и секоја вечер партиите одржуваат митинзи низ градовите и селата. Секоја вечер митинзи, секоја наредна вечер еден куп изјави кои се добре дојдени на Рапорт. Навистина им благодарам на политичарите за тоа, баш се фини. Ама вечерва нема да слушаме изјави од митинзи, туку се враќаме неколку дена наназад во саботата. За да слушнеме изјава на премиерот Груевски дадена на презентацијата на новата изборна програма на ВМРО ДПМН. Еве што рече тогаш. И јас нема да остана мирен додека не го реализираме ветеното. А верувајте, кога јас не сум мирен, не ги оставам на мир ни министрите ни директорите. Да, почитувани гледачи, нашиот премиер е многу немирен. А нели немирните деца одат правец во магарешка клупа. Се многу нормално, ама сепак изјавава е добра за анализирање. Според тоа што го кажува Груевски, тој секојдневно им врши притисок на министрите и директорите и не ги остава на мира. Кутрите министри и директори мора да ги спасиме. Да, за ова постои збор, се вика мобинг, односно психичко малтретирање на работното место. Вршењето притисок и одземањето на мирот совршено добро ја опишуваат оваа појава. Почитувани гледачи, ова е навистина застрашувачко. И што е најтрагично, не е прв пат. На многу пати досега сме слушале дека премиерот има навика да ги држи министрите на маратонски владени седници по 15 часа без прекин, на седници кои завршувале во 3, 4 или 5 сабајле, а веќе утрото на неколку часа потоа имаат обврски. Да, цела среќа што сега имаме и доказ, односно имаме изјавата на премиерот каде го признава мобингот. Министри, директори, сите вие кои премиерот не ве остава на мира. Не плашете се, кажете го тоа гласно. Тука сме да ви помогнеме и да ве спасиме од канџите на немирниот премиер. Не, најслободно дојдете во А1 и кажете ја вашата приказна. Ако се плашите, ќе ви гарантираме анонимност. Например, ќе кажеме изјавата ни ја даде извесен министер за финансии или образование или транспорт и врски или култура. Сигурно нема да го споменеме вашето целосно име и презиме. Сакаме после да си имате проблеми на работа. Да, овој проблем мораме да го решиме. Особено сега, откако имаме јавно признание од премиерот. Толку за вечерва, се гледаме утре. Чао, чао.